Добар ден, деца! Јас сум Весна Филиповска, воспитувачка во детска градинка во Битола. Денес сакам да ви прочитам неколку гатанки, а вие треба убаво да размислите и да ги погодите гатанките. Но пред да почнеме, дали знаете што се тоа гатанки? За оние кои не знаат, гатанките се игри на зборови со кои нешто опишуваме, а вие треба да погодите што е тоа. Ајде да почнеме со погодување. По небото лета, ко најсмела птица. Во него се возат насмевнати лица. Дали знаете што е тоа? Што е тоа што лета по небото и пренесува патници? Сигурно се сетивте. Тоа е авион. Авионот лета високо на небото и пренесува патници. Следната гатанка. Да се возиш со него. Вистинска е згода. Уште ако веслаш среде чиста вода. Погодувате? Што е тоа што плови по водата со помош на весла? Ајде размислете и сигурно погодивте. Тоа е кајче. Сега ќе ви прочитам следната гатанка. За својата куќа најмногу се грижи. Врз себе ја носи и кога се движи. Ајде размислете, што може да е тоа што со себе секаде си ја носи својата кукичка? Тоа е полжав. Да, погодивте. Следната гатанка. Долго тело вие, низ камења се крие. Со јазикот цска, ама не е гуска. Што може да е тоа? Се крие во камењата, долга е и прави с. Тоа е змија. И последната гатанка за денес. Гранките во лето со зелени лисја ги облекува. Но штом дојде зима, веднаш се соблекува. Што е тоа, размислете? Што во лето се облекува, а во зима се слекува. Тоа е дрво. Дрвото е тоа што во лето е полно со зелени листови, а во зима листовите се веќе паднати и гранките се голи. Браво, деца! Убаво го размрдавме и го извежбавме мозочето. Размислувавме, погодувавме, а сега е време малку да го размрдаме телото, рачињата и ноџињата. Ајде сега да видиме првата гатанка. Беше авион. Сега и вие раширете ги рацете како да сте авион. Едната нога кренете ја горе и обидете се некое време да стоите така. И вие да бидете авион. Летајте малку и замислете како се наоѓате горе над облачињата. Се обидовте? Ајде сега со следната вежба. Одговорот на втората гатанка беше кајче. Сега и вие за момент бидете кајче. Легнете на стомакот и обидете се со рацете да ги фатите нозете како девојчето на сликата. А потоа малку пробајте да се занишате како кајче.
Браво, дечиња! Следната вежба е полжав. Ајде и вие како девојчето на сликата легнете, свиткајте се како полжавче, пуштете ги рачињата напред и стоите така некое време. Интересно е? Ајде да продолжиме со следната вежба. Следната вежба е змија. Застанете како девојчето на сликата, испружете се и обидете се главата да ја кренете нагоре, како на змија. И следната вежба е дрво. Застанете исто како девојчето на сликата, со рачињата нагоре и едната нога свиткана. И обидете се да стоите така некое време. Ви се допаднаа вежбите? Правете ги кога и да сакате и кога имате слободно време. Вежбајте го мозочето и правете вежби секој ден. Довидување, дечиња!